Благодарам на сите што присуствувате на денешнава обраќање во име на ВМРО ДПМН. Она што сакам да ви го кажам на почетокот е што предавничката политика на Зоран Заев и на Никола Димитров донесе до тоа да имаме денеска тезга во Македонија. Цела Македонија е направена тезга во која што македонската историја, македонскиот јазик, македонскиот идентитет чинат по 1 евро. Од тука го повикуваме македонскиот народ и сите останати македонски граѓани да бидат будни, затоа што во наредните денови очекуваме дека Зоран Заев е подготвен да подпишува, како неговиот министер сега за надворешни работи Османи го нарекува, некој патоказ. Тоа ВМРО ДПМН не го прифаќа и од тука ги повикуваме македонските граѓани да бидеме сплотени и обединети. Само на тој начин можеме да се спротивставиме на оваа штетна и зла политика, која што за жал се плашиме дека може да не доведе да го изгубиме не само македонскиот јазик, македонската историја и македонскиот идентитет, туку да ја изгубиме и македонската држава. Од тука повикуваме оставка на Заев, слобода на народот. Јас ќе правам едно прашање. Значи, нормално дека имаше најави дека над 20-30% од македонските граѓани имаат бугарски пасош. Меѓу нив има и функционери на ВМРО ДПМН. Дали во тој правец работите нешто за да ги предадат тие пасоши или пак да станат или македонци или бугари? Кој тоа го тврди, Каракашанов? Јас сум новинар, не се занимавам со политика. Јас не знам вистински, ниту јас знам некои луѓе од економски причини што земале бугарски пасоши, меѓутоа од која партија потекнува, од која националност е, вистински не можам да кажам, додека јас не видам официјален список на граѓани на Република Македонија кои што имаат пасоши на Република Македонија и бугарски пасоши. До тогаш ще е тоа нагаѓање. А дека постојат такви луѓе кои што поседуваат бугарски пасоши, претпоставам и вие и јас познавам, но кои се тие, повторно ќе речам, не знам. И едно прашање, значи голем дел од тие пасоши граѓаните што ги добија во време на ВМРО ДПМН. Кој треба да се извини или да даде одговорност за тоа? Бидејќи за економски причини ги побараат, така и вие го кажете. Не можам да кажам кој треба да се извини. Тој што си земал пасош, да, тој кој што земал пасош, тој си донел одлука дека треба да си земе пасош. Познавам луѓе кои што имаат германски, швајцарски, бугарски, меѓу другото пасоши. Тоа си е нивна лична одлука. Јас не можам да одговарам, нити по партијата да одговара за некој каков патен документ ќе поседува.